Потрошувачката на вода во некои општини од регионот во изминатите неколку денови е поголема и до 50% од нормалната. Високите температури повторно ги потенцираа навиките на луѓето кон водата да се однесуваат ноншалантно, па дури и расипнички. Во последната недела веќе преку неделата просечната потрошувачка на вода изнесува 200 литри во секунда, а максималната 270 литри во секунда, но веќе сабота и недела се зголемува потрошувачката и изнесува над 300 литри во секунда, значи веќе станува алармантна состојбата. Просечна потрошувачка е некаде околу 169 литри во секунда вода, меѓутоа имаме неколку пикови во денот каде што достигнува и до 240-250 литри во секунда. За разлика од лани е зголемена некаде, просекот е зголемен за околу 11 литри во секунда вода. Поради ова, во некои општини неопходни се рестрикции, зашто постојниот систем и резерви на вода не можат да издржат толку голема неодговорност. Проблем моментално ни се јавува во горната зона на градот, каде што во период од 16 до 21 часот тие жители остануваат без вода за пиење. Сега уште нашите екипи и денеска работат на промена на едни линиски вентили, да пробаме да го намалиме уште малку притисокот, за да и жителите на горна зона во Пробиштип добијат вода навремено. Ова е резултат на полевање на градини, разладување на дворови и слични нерационални трошења на водата. Ред во трошењето веќе мора да се стави. Еве ги повикам граѓаните рационално да ја користат водата за пиење, освен и за лична хигиена, да не ја трошат водата за прекомерно наводнување на некои бавчи, да кажем, или наводнување, разладување на дворните места. Веќе наши екипи има веќе на терен во урбаните заедници и ги упоменуваат граѓаните кои не ја користат рационално водата, се со цел сите граѓани, тоест граѓаните кои живеат на повисоките места, да имаат вода за пиење. Во меѓувреме, речиси во сите општини се копаат нови бунари и се бара начин како потребите за вода да се задоволат. Краткорочно, јавното предпријатие со закон за јавни набавки со општината набави 10 помпи за вода и 10.000 евра инвестира во бунар во општина во село Аргулица, 300 метра долг цевковод до постоечкиот, така да во овие денови ќе биде пуштен во функција. Така да тоа е краткорочно, а долгорочно 2,5 милиона евра инвестирано во фабрика за вода, пречистителна станица која што ќе биде во употреба до година, во ово време мислам дека ќе биде во функција. Ова секако ќе помогне многу, но клучно во целата работа е улогата на граѓаните. Одговорност, рационалност, но и чувство за потребите на другите мора да има.